Почитувани гледачи, продолжуваме со самовистина, како што веќе знаете, наш вечерашен гостин е доктор Вело Марковски, инфектолог. Доктор Марковски, еве опозицијата рековме дека има и политика во целата оваа ситуација. Опозицијата денеска повторно по кој знае кој пат рече дека комисијата треба да си поднесе оставка бидејќи е премногу политизирана и работи под политички диктат. Вие рековте дека делумно може да се согласите со таквиот став. Еве, може ли коментар за ова? Па, вака сега, значи, јас не мислам дека комисијата делува под политички диктат, туку дека комисијата не може да работи ефикасно. Не може да работи ефикасно од составот и од системското решение да они нивните одлуки мора да ги прифати министерот и така натаму. Понатаму големото тело. И трета причина е што не само политичките партии, туку бевме сведоци најголемиот дел од јавност, од новинарите, исто така беа многу незадоволни. Мислам дека иритираат тие промени, тие нејасни ставови сега за духови да имаме карантина, понеделник да немаме, пред тоа четвртокот да немаме. И така тие мерки мораше да бидат со алтернативни решенија. Во која смисла е? Па, во смисла, например, сега, ако за духови сакаме да не одат луѓето на гробишта, да речеме да најдеме мерка за да не одат на гробишта, а не сите да ги ставиме у карантин. Ме разбирате? И на гробишта, алтернативна мерка која е? Добро, тие што нели секогаш е загуби после 5 и после 10 години жал за најблиски така натаму, меѓутоа сигурно е поголема жалта за тие што умреле пред непосредно време. И за нив мислам дека е греф што не им дозволија да отидат на гробови на таков еден празник. Дали оправдано или не празникот, не навлегуваме на таму. Понатаму исто така, значи со сето ова сега и со Рамазан, и со Ифтар и се оди на една многу лоша состојба на една нетолеранција меѓуверска. Таа е многу попасна од меѓунационална. Гледате во Америка што се случува, може многу лесно да ни се направи некоја провокација таму каде што не треба. Значи, сметате дека до таа точка е дојдена? Не, сега не е. Меѓутоа гледате сега, ако албанските телевизии скоро да не бараат, ако македонските кои зборуваат на албански, ако таму имаме телевизии или имаат политичари кои веруваат само на нивните политичари, тогаш работата не е добра. Бидејќи ние сме таа држава, тие мерки, тие концепции, тие економски последици сите заедно ќе ги држиме и не се сложувам дека на пример еве сега албанците не знам ширеле зараза бидејќи ние видовме тоа се работеше за 100, 200, 300, 500 луѓе, не се сите албанци. Меѓутоа исто или нели за литијата во Струга, значи се работи да ги делиме така, меѓутоа станува многу осетлива тема. Од друга страна веќе големиве политички партии веќе премногу политика, дури веќе не се зборува. Од сето тоа јас мислам дека имаме сега две можности кои треба да одиме натаму. Значи едната можност е да очекуваме дека вирулентноста ќе се намали, ке немаме голема смртност, со самото тоа паниката ни нас не плаши смртноста, не плашат позитивните колку сака нека бидат. Но тоа дали здравствениот систем може нели да одговори во даден момент ако дојде најнаш. И ако тоа ни се случи, онда така ќе отидеме, веројатно ќе отидеме на избори и веројатно понатаму ќе следат нови решенија. Меѓутоа ако ова ние мораме да одиме превентивно, ако не се смирува, тогаш мислам дека гледајќи го искуството од повеќето држави, нели во светот, каде што председателите на држави ги презема обврските, комисиите, одлуките и така натаму. И мислам дека, бидејќи оваа комисија сега нема многу доверба, бидејќи има раздор меѓу големите партии, не чекаат избори, мислам дека председателот Пендаровски треба да си направи своји тела, да ја преземе целата работа, да ја слободи владата, да си спрема избори и мислам дека многу порелевантно и многу повеќе ќе има ефикасност во мерките. На институциите мораме да им веруваме, председателот на државата институција, нели, кој на најголемиот дел сигурно му веруваат и го почитуваат. И мислам дека тоа е едно решение кое требаше можеби во почетокот или некаква комисија која владата ќе си ја избере, која ќе биде од експерти, која ќе си ја почитува.
Значи не навлегувам уни кадровски кои, може би истите луѓе ќе ги стават, ама да биде од 5-6 луѓе и да биде нивна комисија. Или комисија која ќе ја направи, односно тело, некој не мора да биде комисија. Сметате дека тогаш немаше да има основи за толку политички искричења? Сметате дека немаше да има толку? Сигурен сум, значи од друга страна не ги разбирам ни опозицијата ако не сакаат избори, а од друга страна ако комисијата или тие што се нели на власт тврдат дека не е ризично за да се оди на избори. Лично мислам дека денот на избори воопшто не е опасен за зголемување на бројот. И исто така не сваќам зошто па они сега не сакаат да одат на избори ако е таква една ситуација, ако не се слагаат со мерките. Дека не сакаат, туку дека нели им е дека се грижат за здравјето на граѓаните. Го гледам тоа, мислам дека ни аномалија веднаш на почетокот требаше да се направи таква комисија. Аз го реков тоа уште на комисија што ќе биде да речеме тело, било како ќе се крсти, да биде под директна команда на владата. Оваа комисија е небитна, таа си е на министерот. Ова е сега комисија на министерот, така сметате дека не е на владата, туку само на министерот. Не, на министерот, понатаму тие одлуки владата ги пренесува министерот, а владата генерално ги прифаќа, меѓутоа може да не прифати. Сега во таква една комисија која ќе биде нивна владина или која ќе биде на председател на државата, веќе мерките мора да се почитуваат, веќе имаат друга тежина и тие луѓе да бидат нели мало тело. А кризниот штаб чиф е сега, нели кризниот штаб е на владата. Тоа е на владата. Тој е втор филтер, да речеме, така? Прво е комисијата. Да, значи организационно како тоа ќе се крсти за мене е небитно, меѓутоа битно е кој на кого и тогаш ќе немаме мешање, ќе немаме обструкција, ќе немаме политиканство, нели дали сега, можеби ништо нема, ама некој од сомнеш па го прави тоа нели страф и така натаму. Мислам дека тоа е едно од добрите решенија, другото решение е да остане вака и да се молиме да се намали вирулентноста и така да завршиме. Доктор Марковски, еве, што треба сега да се направи? Рекоја и здравствените власти, нели, дека од понеделник, практично од вчера па навам овие денови, дека очекуваат да паѓа бројот на ново заразени. Нели, дојдовме до над 180, еве 87 со 927 тестови, чи нам беа направени денеска. 987 тестирања извршени, 87 биле утврдени како позитивни на вирусот. 987 тестови, 87 денеска е бројката на новозаразени. Значи овие податоци не се релевантни. И тие кластери што ги водат, мислам дека нема да дадат резултати, затоа што рековме асимптоматските случаи или случаи кои имаат симптоми, а ги припишуваат на други или не отишло и така натаму. Што треба да се прави? Еве, што треба да се прави, доктор Марковски? Серолошки тестирања. Серолошки тестирања и воопшто не треба не со PCR методата, туку овие други серолошки. Со Елиса или Вестерн блот, ако значи тука голема замерка зошто Светска здравствена не ги форсираше и се видите имаме ние аномалии други во системот. Ние ако сака сега министерот Филипче да набави вакви апарати, тој треба да прави тендер, па сака го обвинуваат дали прави. Значи тоа се големи аномалии. Или евидентно е дека фалат доктори во Институтот за јавно здравје. Меѓутоа сега имаме ние слободни доктори, не можеме да ги примиме. Тие сигурно ако се млади, ќе помагаат, ќе им се даде задачи, ќе собираат податоци, ќе прават криви и така натаму, меѓутоа тоа сега е во предизборие, не може и да не е предизборие, треба министерот за финансии да одобри, бидејќи сега докторите се водат во јавна администрација. Значи имаме многу ние систематски аномалии кои сето тоа многу ни го осложнува. Треба да се верува во тие институции, било кој се, не зборувам за сегашната власт, било која. Ние премногу отидовме со премногу администрација за било една набавка, за било што. Еве, у моментот се асоцирам на епидемијата што имавме со Беснила во Скопје, негде мислам беше 2000 година. Верувајте, значи ако одевме по тие редовни процедури, ние моравме да купуваме од некоја приватна аптека која наоѓаше Рабивак некако не знам каде, а званично министерството направи тендер и ние тендерот реши некаде после месец дена, кога нас веќе не ни треба. Значи има многу аномалии и тие аномалии треба да се надминат. Мене не ме плаши, значи ние не треба да се плашиме. Ситуации па да се освестиме дека и оваа требаше да искористиме да решиме некој. Меѓутоа мене не ме плашат позитивните. Дај Боже ние да имаме по 1000 позитивни, ама да немаме болни. Да имаме 20-30 болни и гледате сега дека и болните, дури парадоксално е и од Франција колегата го изнесе тоа, познат сега не го знам името, инфектолог, возрастниве, значи децата не разболуваат, нели децата го пренесува, а возрастниве гледаме сега кај нас со многу лесна, дури полесна клиничка слика имаат тие што се разболуваат сезонските, останатите сезони. Имаше 69% од
новоинфицираните дома го поминувале. Да, многу лесно го поминуваат. И сега имаме парадокс кога ни настанува тој акутен респираторен дистрес синдром во многу поголем процент и тоа е тој. Значи, ако ние немаме смртност, нели, нас не плаши смртност. Ако ние имаме по еден или немаме или имаме, значи тоа се видите, тоа се нормалните бројки кои ги имаме секој дневно. Еве колку смртност очекувавте вие, доктор Марковски, да речеме на почеток на епидемијата или сега, може би сте го промениле очекувањето? Не сум го променил многу, значи споредувам со грип. Значи јас сум докторирал на грип и тие бројки се вртат. 0,01 е. Од 0,01 до 0,02 смртноста за време на епидемии во грип. 0,01. Значи ние сме сега на 0,01. 0,1 е веќе... Со оваа смртност што имаме така. 0,1 веќе е смртност кога имаме пандемија на грип. Тоа е, да речеме, кај нас негде 0,1 2000 до 0,2 4000. Значи 0,2 е некој нормален процент кој се најавуваше од експертите, 0,2% од вкупното население, во зависност од регионот колку ќе биде зафатено. Значи ние сме сега на бројките од не сме уште нели до 0,1, не сме до 200, иако неправилно многу луѓе од овие што се починати се водат умреа од терминални болести кои не знам зошто постмортем ги тестира, така да веројатно се реално 100 умрени од короната и до 200, значи тој е 0,01%, значи 0,01 не три пати. 0,01, да. 0,1, тој е некој нормален процент на некои епидемии кои се средно тешки на грип. И тие се тие бројки кои ни уште ги немаме постигнато, бидејќи сега многу региони во светот немаат. Значи, пак е вкупната бројка, гледајте во Соединетите американски држави, тој 0,01 е веројатно околу 200.000, они се уште далеко од тоа, гледам, мислам дека се генерално веќе им паѓа крибата и се на опашката на овој бран. Но велат сега Латинска Америка и Јужна Азија дека се како атак, тоа е од Светска здравствена организација информацијата, а дека Европа полека нели опаѓа вирулентноста, па со тоа и бројот на новозаразени. Значи по 100 пат кажувам, серолошките тестове кои ги правеа во Азија, кога сега нели им се има удар, па се повлече, нема, тоа не требаше да тестираат. И ако не видат дека таму населението им е имунизирано, онда нема проблем. Ако се на тие 5 или 2%, онда ќе имаме проблем, и таму е многу населено, многу густо. Една Индија немаше случаи, една Кина имаше многу малку случаи. Така да мислам дека во Европа со овие бројки дека генерално сме блиско до некој колективен имунитет. И претпоставката дека тие се 30-40% гледајќи го грипот, гледајќи другите респираторни инфекции, бидејќи луѓето од прилика во тој процент веќе се истите луѓе што се среќаваат и не може да го пренесат, бидејќи тој што е болен, тој што се среќава има антитела и така и летото отворените простори, така да вирусот веќе се повлека. Он не само овој вирус, туку и грипот и другите респираторни. Така, но доктор Марковски, не можеме да кажеме дека скроз ќе исчезне вирусот, тој може да се нели како да кажеме, да биде латентен, прикриен, смирен, затоа што можеби не одговараат нели метеоролошките услови, предпоставувам висока температура, влажност, иако имаше нели па истражувачи, нели и научници тврдеа дека тоа не влијае за намалување на неговиот процент на ширење и силината на вирулентноста. Не, сигурно климатски услови се еден од причините покрај големиот број нели на пасажи на пренесување вирус генерации и климатските услови дека се намали вирулентноста. Сите причинители спорадично по некој случај се јавува. Или пак остануваат во природата кај птици, кај некои животни. Вирусот сигурно нема да се повлече. Меѓутоа со оваа вирулентност можно е и скроз да се повлече. Значи, ако остане со вакви проценти да се движи подолго време и цело лето и есента, тогаш навистина светот ќе има проблем. Нели, тогаш ќе имаме проблем. Меѓутоа јас очекувам дека ќе се намали вирулентноста до таму да веќе нели поединечни случаи кои ќе се бори здравствениот систем да ги лекува и така натаму, односно тие случаи кои имаат хронични состојби и кои со било која инфекција веќе стануваат во тој ризик или влошување на основната состојба. Дури кога е грипот и летно време имаме поединечни случаи, меѓутоа немаме епидемии, немаме голем процент на заболени.
Еве, доктор Марковски, што би советувале за граѓаните? Денеска владата не го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести да се воведе полициски час од 22 часот навечер до 5 часот наутро. Вратен е тој предлог на повторно мислење, не знаеме од утре што ќе биде и како ќе биде. Што би препорачале? Да има и натаму ограничување на мерките на движење, вклучително и нели полициски час, или не, и како да се однесуваат граѓаните, освен овие препораки што се 3 носење маска, држење дистанца и нели избегнување на поголеми групи, нели, каде што има. Значи, било која мерка, тоа е моја замерка, нели, голема до комисијата, скоро никогаш не се објаснуваше затоа, зашто затоа, нели? Ја носиме оваа мерка, сакаме да постигнеме тоа и тоа. Сега, ако логиката дека полициски час после 10-11, кога луѓето веќе спијат, треба да кажат зошто. Сега, ако они сакаат со тоа да спречат младите да не се собираат, да не се пијанчат, па пијани, дека ќе го пренесат повеќе, треба да кажат дека таа е целната група, а не цела држава. Нели, после 11, па ако тоа им е, ја не знам која им е идејата. Тогаш, ако е таа идеја, треба да име дали е таа оправдана, дали младите се навистина после 11 сите надвор, дали се пијанат, па кога се нели во таква некоја состојба забораваат на дистанција или се случуваат други работи. И ако е тоа, треба да кажат тоа е, а не цела држава сега да ставиме у карантин за да еве младите ги спречиме да излегуваат. Веројатно и таа мерка беше од 9 сатот, затоа што имаа податоци дека во некои кафани или чениджилници луѓето се собираат и после 9 сатот, па ајде удривме карантин до 4 сатот за да ги спречиме нив. Многу лошо калкулантски одиме, така да таква мерка ја никогаш не сум бил за политички час. Едукација, да, работење на свеста, работење на ова дека ова што го зборуваме е така, меѓутоа можеби примерот во Шведска, примерот во Иран, можеби ни се случува паралелно, неколку пати кажам, можеби паралелно ни се случува уште нешто. Или пак вирусот на корона провоцира некоја друга состојба во организмот и треба да бидеме внимателни. Меѓутоа, школите веќе нема да работат, јасно е, нели, сега летото доаѓа, ни фалат тестови, мораме да ги тестираме, мораме овој период да го искористиме. Многу работи треба да правиме. Знаете што може за масовно тестирање, иако тоа така. Не, ама ако ние децата сега ги тестираме, ние наесен ќе знаеме дека тие имаат заштитна антитела. Ние не знаеме дека наесен повторно нема сега, ние повторно ќе ги затвориме школите, децата имаат имунитет. И што сме направиле? Значи мора да го користиме овој момент. Јавни собири секако не. Рековме, таа е последната мерка која треба да се олабави во било која прогласување на епидемија, пандемија, тие се тие јавни собири. Не треба да се оди толку, нели, шетањето надвор не смее да се ограничува. Одењето на море не смее да се ограничува. Одењето во планина. Тоа сакам да прашам, бидејќи многу луѓе ги откажаа своите аранжмани или плановите, нели, да се оди на одмор и тоа, па се исплашени, велат што како. Еве, што би им советувале? Па ја мислам дека напротив. Еве сега дури пред овие мерки се плашев јас да кажам, оти ќе ме обвинија дека јас сега правам, нели, обструкција на мерките, па може, не знам, поминаа тие мерки, сега слободно можам да кажам дека напротив. Луѓето треба да се истераат во природа, да идат на сонце, да идат да шетаат. Не може. Ние скоро да немаме податок дека некој се заразил надвор од шетање покрај Вардар или па у планините каде што не можеш да сретнеш цел ден човек, или на море да се заразиш каде што има сонце, каде што има јод, каде што има вода, каде што луѓето секако не се, нели, жешко е надалеку. Дури мислам дека напротив треба да се форсираат тие мерки, да се размисли зошто се забрануваат тие мерки? Зошто некому му смета ако луѓето шетаат во планината или по паркови и така натаму? Секако внимавање, секој од нас треба да внимава дали има симптоми, ако има симптоми да си седи дома, дали постои опасност да зарази некој друг, дали ако види дека некој друг не лекива кашла да го помени или да се тргне од тоа друштво или така натаму. Така да мислам дека тие некои лабави мерки треба да содржат, групно собирање не, школи нормално не, и со тоа да видиме, да следиме како ќе одиме, да не паничиме, да видиме кој е тој процент што ќе ни се јавува и ако уште оди поволно вака да не е удар на здравствениот систем, тогаш навистина можеме да се вратиме и секако одамна требаше да се вратиме во нормален живот. Бидејќи веќе реков голем е бројот на луѓе што имаат потреба од контроли, хронични болни, малигни, што имаат потреба од сонце, што имаат потреба од витамини,
Па и едно психичко релаксирање. Јас не мислам дека луѓето се несериозни, мислам дека се преплашени луѓето. Мислам дека се премногу информирани и преплашени се. Ама дел па не се информирани, па велат вирус не постои. Имаме и такви, нели, са скоро излезе едно истражување, нели, за тоа. Значи, ако имаме ние, еве, ако се верува на тој податок што како да се допреве, доктор Марковски, до тие граѓани, еве, затоа и ние телевизиите ги отстапивме емисиите и затоа и ве покануваме почесто ете да алармираме како и што треба да се однесуваме сите. Значи, ако имаме 20% кој што рече комисијата, тогаш треба тоа е сериозен проблем. Тоа е многу голем број. А нормално е ние да имаме 2%, 3% од населението, тоа е нормален процент кој они веројатно имаме сега, нели, склеротични луѓе и секакви категории кои не ни го сваќаат и друга опасност не сваќаат. Не оваа корона. Било нели? Така да треба да се види сега, ако е тој број толку голем, навистина треба да се изангажираме да видиме зошто тој број не е информиран и како да го информираме. Има факт е дека многу луѓе не користат интернет, не користат, па некои не гледаат телевизија, треба да се најдат други начини на комуникација, на едукација и така натаму. Така, доктор Марковски, вие рековте дека самиот ден на одржување евентуално на изборите не е сам по себе, не би бил опасен за ширење на вирусот. Имаше некои протоколи донесено исто предложено од Комисијата за заразни болести. До предизвестно време, додека нели не почна оваа галопирачка бројка со троцифрени нели заразени на дневна основа, се зборуваше 5 јули. Дали сметате дека со вакви бројки би можело да се организираат избори, би било безазлено да се организираат избори на 5 јули или ќе треба малку да се одложи? Што мислите ви? Значи, сега зависи од тоа што мораме да правиме. Ако ние мораме да имаме избори, нели? Така, сега сме се уште нели во вонредна состојба која што да речат правниците и политичарите, ама ако имаме, треба честно да се каже, ако има реална алтернатива правна да се тоа малце пролонгира, значи тоа зависи од тоа. Дали ако мораме, значи ако сме дури во полоша состојба, ако мора да направиме избори, бидејќи гледаме дека системот не ни функционира, ќе пропаднеме како држава, ќе почнеме меѓу себе почнавме да се напаѓаме, некаде го спомнав и тој среден век со чумата, значи се бележеа луѓе, се бележеа куќи, ако излезе се палеше жив и така натаму, да не дојдеме до таква меѓусебна една недоверба, напаѓање и така натаму и се повеќе да се губи доверба и во институции и да се изгубиме држава. Значи ако мора, тогаш мора да одиме. Тогаш сигурно треба да се најде нов модел на веројатно да се заборават тие митинзи, нов начин на комуницирање со гласачите, а самиот ден на избори да. Значи гледате сега, затоа викам дека вакви мерки се проблематични, ако сега вие од Сабајле мора да дојдете у продавница, мора да јат луѓето на работа, по маркетите, дури во тој период кога се направи карантина до 4 беа редици, се правеа редици, и тие се многу помали редици отколку што има на гласачките места, бидејќи таму и кога е во нормални услови не дозволуваат гужва. Сега е проблем за посматрачите дали се многу или малку, ама и тоа може да се организира, да се тие менуваат, да се луфтира или да си носат маски, или не знам како. Значи, техничката организација треба да си ја кажат тие што можат да ја организираат. По вокација инфектолог, доктор Марковски, колку вас ве исплаши појавата на овој вирус? И што е она што најмногу ве исплаши? Затоа што е непознат, затоа што многу брзо мутира, па тешко е, велат, можеби и пронаоѓањето на вакцината и адекватни медикаменти е проблем ако мутира 20% повеќе, побрзо мутира отколку останатите вируси за грип. Барем тоа е она што јас сум го читала. Мене лично не ме исплаши воопшто. Значи воопшто. Бидејќи ние, сега како да ви кажам, ние сме имале случаи кога сме имале хеморагични трески. Кога сум работел интензивна нега на инфективна клиника, сме имале хеморагични трески, сме влегувале со ваква една маска и со тие обичните за една употреба книжните. Па не се разболевме, значи не идат така лесно инфекциите, нели? Дури вакви со висока контагиозност болести, дури имавме сомнителни за вариола вера кога беше од Квор, од Косово некој случај. Ние постојано сме со ваквите причинители и од почеток верував, знаев, не дека не читав, не дека не пратев, дека не анализирав еден огромен број на трудови, дури нели некои од моите ставови од колегите побарај кај го прочита тој труд. Не е тоа од еден труд, тоа се од илјадници трудови, од претходни искуства со грипот и така натаму. И овие бројки беа
дури мислам дека се повисоки, дури не очекував дека толку ќе имаме бројки. Се работи за една болест која е со ниска контагиозност, меѓутоа една болест која изненадува патогенетски е нејасна и изненадува зошто сега кај некои луѓе прави пневмонии. Меѓутоа во ред е познато ние од вирусите да имаме пневмонии, меѓутоа кога некој човек ќе добие пневмонија, вирусна, билатерална, масивна, тие умираат многу, голем процент умираат. Тие се тешки пневмонии, ние ги имаме секој ден. Тука имавме обратно, значи дури 75% оздравува лесно, има масивни пневмонија, оздравува лесно, нема инфективен синдром. И тоа е тоа што некои ми замери од колегите, што сакав да ги натерам да размислуваат дека можеби патогенетски вирусот ни прави некоја промена во имунитет или интернистичка некоја состојба. Ние всушност самиот акутен респираторен дистрес синдром е една акутна, ургентна интернистичка состојба. Провоцирана од генетиката на овие простори, доктор Марковски, игра улога? Генетиката општо на овие простори, ако секој човек си е свој микрокосмос и така. Не верувам дека генетски е некакво влијание има во однос на овие респираторни инфекции, можеби. Меѓутоа повеќе зависи од колонизацијата од нормалната флора, кои причинители, секој од нас има различни причинители, ги имаме и тоа е многу битен момент, таа нормалната флора. Понатаму за секундарни бактериски инфекции кои и во овој процент, нели, во обдукциите кои ги правеа во Италија, во Америка, и тоа постојано го потенцира, мора да мислиме да не. И покрај тоа што нели се умрени од ковид, на обдукција се најдено дека се од бактерија. Умрени во некој процент, да речеме од 38, 5 умреле од имале абцеси бактериски, еден имал абцеси габични. Значи 6 од 38 са, не знам колкав е тој процент, значи тој на 100 веројатно е негде 15 и на 20% до овие случаи можеби ќе ги спасиме ако ги сфатиме дека можно е да имаат бактерија како секундарна инфекција или габа како секундарна инфекција, е ударно да ги лекуваме тие инфекции. Тоа што COVID-19 изненади е високиот процент на акутен респираторен дистрес синдром и сите луѓе што ни умреа фактички од таа една состојба. Не умреа во некоја борба на организмот со високи цитокини, со јак силен инфламаторен одговор. Ние немаме такви податоци во трудовите. Излегува веќе многу трудови со 5000 пациенти од Америка обработени. И треба да се верува на тие трудови и реално ние немаме борби. И еве овие примерот исто со луѓе во кои кај нас се позитивни, во најголемиот процент поминуваат полесно него секоја сезона. Тоа е тоа што изненадува патогенетски и тоа мора да го изанализираме. Ако не прекиневме со анализите 2002 и 2003, ако не се јави SARS-от, веројатно тој бета коронавирус и најблизок до COVID-19, ние ќе извадевме тогаш, веројатно ќе знаевме што ќе ни се случи. А во најмала рака, за да не ни се повтори, дали до години или после 10 години, мора до крај да го изанализираме зошто, што ни прави овој вирус, зошто се настануваат вакви промени во организмот, што се случува во белите дробови кои функционираат, тој се најнежниот орган во човечкото тело, со најмногу допир со надворешната средина, кој работи на 5 сантима притисок на вода. Тоа е многу мал притисок и многу малку некои промени можат да го пореметат, да се наполни со вода, да се задебелат хиалини мембрани и да човекот всушност за неколку сати ни умре. Добро, во секој случај не е за занемарување. Доктор Марковски, ние дојдовме до крајот на емисијата. Благодарам што и вие си кажавте некои предлози, ги изанализиравме ситуациите, значи да не заборавиме уште еднаш граѓаните да држат дистанца, да носат маски, често да ги мијат раците со сапуни и разни други дезинфициенси. Вие што имате на крај да им порачате на граѓаните? Јас ви благодарам на поканата. Граѓаните без разлика, значи кога ќе се донесе, ние може да ги критикуваме одлуките, можеме да даваме мислење, меѓутоа кога некоја одлука ќе се донесе, да си ја почитуваат, да бидеме дисциплинирани, и тоа е една особина која ни недостасува, нели? Еве ќе се сетам кога бевме во ЈНА, најмногу србите, нели, на секоја одлука, нели, на командата се бунеа. Зошто јас, зошто ова? Словенците никогаш не ги слушнавме да се бунат, само разумем, изврши и готово. Значи ние мораме тој колективна послушност, дисциплина, без разлика дали тие мерки ќе понатаму ќе донесат други заклучоци. Добро, ви благодарам што бевте дел и од ова издание на Самовистина. До некое наредно гостување. Благодарам и вам, доктор Марковски, и благодарност до гледачите што не следеја ова издание на Самовистина. Имајте пријатна вечер со програмите на Канал 5 телевизија. Почитување.